често административците мислат дека партиите и градоначалниците не се дораснати на задачата и се водени од диви желби наместо од плановите започнатите проекти. Тие мора да сватат дека светот не почнува наново само затоа што се тие на власт. Ама се јас мислам дека основниот недостаток во локалната самоуправа е постоењето на една стратегија. Кога постојала стратегијата каде сакаме да одиме, каде да стигнеме и како, на кој начин, треба таа стратегија да се креира врз основа на барањата на граѓаните. Откако ќе биде таа стратегија дефинирана, да следи, значи да има еден тек. Доаѓа еден градоначалник, стратегијата да не се менува, значи проектите кои што ги барат граѓаните понатаму да следат, така да барањата на граѓаните да бидат задоволени. Значи, јас ви го креирам буџетот. Често се случува да дојде, замислете, на пола година нов градоначалник. И сега сите планови се направени што да се реализира во таа година. Верувајте, настанува хаос. Јас, значи, на моите предизборни кампањи ветував дека ќе го направам ова. Ќе го направам она. Значи, овие градоначалниците доаѓаат неподготвени. Мислат дека штом седнат и се може да се реализира. Дали имаме одобрение, дали имаме градежни дозволи од институции. Значи, тоа е многу поголема поставка, отколку ние да ја спроведеме, да планираме буџет и да го реализираме. Веќе тоа е финален производ, сме извршили активноста, некоја градежна активност и ја исплаќаме ситуацијата и многу е лесно. Меѓутоа, за да се дојде до тогаш и дали е законски исправно да се изгради еден објект, тоа е малце многу покомплицирано. Затоа велам, почнувајќи нека биде било кој градоначалник, од било која политичка, стартуваме од една точка и се движиме. Значи, наредниот кој доаѓа треба да ја следи, доколку тоа било побарање на граѓаните на општината. Значи, не може да се случува некои промени во тек на 1 или 2 години, да се изгради некој си објект кој го посакуваат граѓаните и ќе биде во нивен интерес. Ако сакаме да ги задоволиме граѓаните, значи ние мора да ги имаме во предвид и реално да му кажеме. Ние ги поседуваме овие реални можности, овие финансиски средства. Не можеме да ветуваме се и се што, ако веќе ќе седнеме, веќе се соочуваме со проблеми. Тука се јавува проблемот на недоволна едукација на првите луѓе што се и луѓето кои што работат, значи пред да се стане градоначалник треба да се има едно добро советување на сите потенцијални кандидати, значи што знаат. Значи едно советување, навистина му треба советување. Без изборна програма после да. Без изборна програма. Значи џабе се ветува се и се што кога доаѓаш и навистина не можеш да ги задоволиш барањата. Па дури да имаш финансиски средства, немаш дозволи, нема да почнеш со работа. Значи ти си излажен на тие ветувања. Мора да му стане јасно, значи да бидат градоначалникот кој ќе дојде веќе да биде пон со знаење, да знае што треба да направи. Ни недостасува. Мислам дека недостасува, извинете вака можеби некој ќе се навреди, меѓутоа недостасува на знаење. Значи без разлика дали е раководител, дали е функционер, дали е градоначалник, значи основата е да има знаење. Значи, ако не знае, значи не поседува знаење, тогаш нека контактира, нека спроведува обуки, значи има луѓе кои што ја познаваат одредена област. Во истото доаѓаме. Значи, основата е во знаењето. Значи, човек треба да има знаење, не е битно од која политичка партија е. Треба да види пон со знаење и треба да придонеси за граѓаните, треба да има успех во општината. И да се слушат, значи тој што го поседува знаењето, не може да го селектираш дека од некоја политичка партија. Тој е пон со знаење, кај да оди, кога да оди, ќе си го трасира својот пат и ќе си го најде своето место. Губитник е оној кој што седнува на фотелијата. Значи ти не почнуваш да градиш нешто, не го знаеш законот, не го почитуваш знаењето на тој што знае да те упати, да ти го трасира патот, ти задоволуваш едноставно. Значи точно тоа, знаењето пред се.